Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, ќе започнам директно и без заобиколување. Бегањето од избори на Зоран Заев е бегство од соочување со одговорноста. Со ова покажува дека е подготвен целата држава да ја стави во залозништво само за да се обиде да се спаси себе си. Зоран Заев има еден приоритет, а тоа е како да одбегне одговорност за сите скандали и афери кои се провлекуваат за неговото име и неговата влада. А ги има подоста. Никој во оваа држава не верува повеќе во тоа дека сме прогласени за најкорумпирана земја во Европа, а Заев да нема никаква вина во најкорумпираната влада. Никој не верува во тоа да сме прогласени за хибриден режим, што е на чекор до авторитарен режим, а Заев да нема никаква вина во газењето на слободите и правата. Никој не верува во тоа да за 3 години нема ниту еден процесуиран сериозен случај за криминал против било кој човек од власта, а Заев да не врши влијание врз разнишаното и без кредибилитет обвинителство и судство. Не е до законот за обвинителство, колку што е до анкетите и до навигацијата кој Заев ги добива секој ден на терен. А кои покажуваа дека СДСМ нема поддршка од граѓаните и разликата во корист на ВМРО ДПМН од ден на ден се зголемува. Јасно е дека намерата на Заев, кој знае дека ги губи изборите, е да се обиде да ги одложи и да одбегне одговорност со тоа. Тој има два начини да ја постигне оваа цел. Првиот е еднострано носење на закон за јавно обвинителство со кое ќе воспостави целосна изголемена контрола врз обвинителството, за да по поразот одбегне одговорност за сите сомнежи за сторен криминал и корупција, и откако стана свесен носењето на овој лош закон по забелешките на ВМРО ДПМН, но и бројните забелешки на експертската јавност, дека удира во зид, сега оди кон вториот начин, а тоа е бегство од избори за да има бегство од одговорност. Тоа покажува дека Зоран Заев сака власт само за да не се соочи со правдата и ништо повеќе, ништо помалку од тоа. И во оваа прилика, законот за јавното обвинителство го користи единствено како изговор за останување на власт. А од изговори и блефови веќе е доста. Ова е најмалку трет изговор за да избега од избори. Претходно беше наводната шпанска криза и влијанието врз ратификувањето на протоколот за НАТО, па потоа смисли изговор во кој се посочуваше блокадата на законите од страна на опозицијата, меѓу кои беше и оној за бизнисот и извоз на цвет за марихуаната, во кој директен интерес има семејството Заеви, за да денес се смисли нов изговор, а тоа е Законот за јавно обвинителство. Законот за јавно обвинителство, кој го предлага Заев, е едностран и во спротивност со експертските мислења, уставот и кривичната материја. Македонија не сме повеќе да биде заложник на партиски интереси суети на одредени министри и стравот на Заев од соочување со одговорност. Македонија не сме да си дозволи обликување на суштински закони во зависност на политичките желби на власта или тесно партиските интереси на било кој друг субјект во државата. Не сме повеќе да се дозволи да се обликува закон со кој некој ќе се штити и се ќе се прави за да се наштети на некој друг. А потоа граѓаните да бидат единствени кои ќе го платат цехот за целото непочитување на законите. Да бидеме најасно. ВМРО ДПМН не е против закон за јавно обвинителство, туку е против партиски закон за јавно обвинителство со кој ќе се заштити криминалот. Секое законско решение мора да биде производ на консензус, но и во дослух со експертската јавност. Затоа предлагам Законот за јавно обвинителство да дојде од експертите и професорите од правниот факултет кои имаа релевантност и искуство од оваа материја и беа дел од јавната дебата. Професионализмот да го ставиме над партиските интереси, а законот кој тие ќе го предложат безрезервно и без двоумење, ВМРО ДПМН ќе го прифати. Ајде, сите заедно да бидеме зрели, да се издигнеме над партиските интереси и да бидеме заедно со државните интереси и интересите на граѓаните. Ајде, професорите и експертите
вклучени во јавната расправа да изготват решение, кое што еве јавно пред македонската јавност кажуваме и се обврзуваме дека ВМРО ДПМН безрезервно ќе го поддржи. А истото да го поддржи власта, која на тој начин ќе застане рамо до рамо со честитоста и вистината пред граѓаните, а заедно ќе покажеме дека се ставаме над партискиот интерес. Да се однесуваме зрело и одговорно, европски. Еднаш партиите да дадат шанса на експертите. Во име на тоа ВМРО ДПМН предлага формирање на тим од врвни експерти кои што ќе работат на изготвување на овој закон, меѓу кои ќе бидат вклучени професорите по уставно и казнено право, а тоа се професор доктор Владо Камбовски, професор доктор Гордана Силјановска, професор доктор Никола Тупанчевски, професор доктор Гордан Калајджиев, професор доктор Тања Каракамишева, професор доктор Гордана Лажетич. Државата не смее да назадува поради отпорот на еден човек и неговиот страв од одговорност. Ако некој има илузии, одложувањето на изборите нема да го спаси од одговорност Заев, туку само ќе ја продлабочи кризата во која што се наоѓаме. Утре Заев по овој пример може да си донесе одлука дека не важи судот, да го укине обвинителството или да се додели еднострано вечен мандат, но тоа не е патот по кој што државата треба да се движи. Да престанеме со притисоци врз представниците во законодавниот дом, без разлика на која партија и припаѓаат. Да престанеме да го разочаруваме и онака веќе разочараниот македонски граѓанин. Затоа што чумуни се тогаш избори ако со притисок едноставно може да се боксуваат законски решенија во рамките на законодавниот дом. Не е само до законот, туку до неморалот на политичарите и спрегите на мафијата со судството и политиката. А тоа зависи од интегритетот на личностите. Ако има вистински луѓе на вистински места, тие ќе се борат против корупцијата. Ако е како сега, тогаш ќе купуваат време и ќе молчат додека цели нивни представници во партијата, целиот партиски врв прива во корупција. Им се обраќам директно. Вие сте проблемот. Вие сте корумпирани со лични интереси и обврски кон мафијашки и други структури. Тие ве донесоа на власт. Затоа имаме конкретна понуда. И при одлуката, нека не се водат за својот, туку за интересот на државата. Време е да се остават суетите и стравовите на страна и да се носат одлуки кои се најдобри за граѓаните на Македонија. Да донесеме закон со кој вистински ќе се бориме против корупцијата и криминалот. Ви благодарам. Доколку има прашања, повелете. Дали пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе поднесе во собранието предлог за распуштањето да биде на 12 февруари или пак сепак ќе оставите некој простор од неколку дена за носење на закон за јавно обвинителство? И уште едно прашање, што доколку се одбие вашиот предлог за формирање на тим на експерти за законот, дали вие понатаму би го довеле во прашање учеството во преговорите за тој закон? Принципиелно ВМРО ДПМН било и ќе остане за тоа да практично експертите бидат тие кои што еве во случајов дадат решение. Не можеме ние, политичарите и партиите, да бидеме поголеми експерти од експертите во таа област кои што својот живот го посветиле токму на тоа. Еве велиме настрана партиските интереси, да не биде после обвинувани сме затоа што наводно сме сакале да заштитиме ова и да заштитиме она. Еве, ние не сме тие кои што ги враќаат случаевите од почеток за определени луѓе. Ние не сме тие кои што чуваат кривични пријави на дното од приоритетите, наместо да бидат на врвот од приоритетите. Ние не сме тие кои што уценуваме, притискаме луѓе со кривични пријави, со прогон. Затоа велиме, ајде луѓе, баталете го тоа. Ке изгуби Зоран Заев на изборите. Заврши тој во политиката. Дајте да направиме еден закон кој што навистина ќе биде закон кој што ќе биде реформски и европски. Единствен кој што може тој закон да го направи да биде таков е експертот кој што го посветил сиот свој живот во таа проблематика. И затоа велиме, овие 6 имиња на професори, еве оставаме слобода од страна на владеачкото мнозинство, да исто така предложат имиња на професори кои што и експерти кои што би учествувале во изработка на тој закон, нека го изработат законот
И еве ние се образуваме како политичка партија тоа што тие ќе го изработат да го поддржиме. Ова кое што денеска треба да биде алиби за спас на Заев и да останат вечни практично и Јовески кој што добиваше уште еднашка ќе потсетам насоки од страна на личниот адвокат на Заев и Русковска која што продолжува да му слугува на Заев, игнорирајќи ги сите коруптивни скандали поврзани со функционери од оваа власт, да не бидат таму каде што се. Односно, со законот се возможува да бидат таму каде што се и утре да го штитат практично Зоран Заев. Тоа е суштината која што ја носи овој закон. Првата работа, односно првото прашање кое што вие ми го поставивте, тоа е дали ВМРО-ДПМН ќе поднесе. Ние апсолутно да, ќе поднесеме, доколку видиме дека владеачкото мнозинство не поднесува, ВМРО-ДПМН ќе поднесе и тогаш ќе знае македонската јавност дали и како и кој бега од избори, зошто бега од тие избори. До распуштањето на собранието, според договорот, барем има уште една недела. Мислите дека може да седнат, се зборуваме за експерти, професори, да направат квалитетно законско решение за кое што Уставот предвидува дури и двотретинско мнозинство, значи важно, во еден таков краток период, или ова се планови за идниот собраниски состав? Ке се обидам да бидам прецизен во одговорот. Важно е да имаме законско решение кое што ќе биде квалитетно. Дали ќе стигнат во рокот 7 дена, 17, 70 или 170 е апсолутно ирелевантно. Еве, однапред кажуваме, ние ќе го поддржиме тоа без да воопшто спориме ниту еден член во тој закон. Тоа што ќе го сработат експертите по таа област, ВМРО-ДПМН ќе го поддржи без разлика на тоа дали бил за 7 дена, 17, 70 или 170. За тоа требаше да мисли предлагачот. Ние од секогаш што го зборувавме. Дајте луѓе да ја вклучиме експертската јавност, наместо да го политизираме и партизираме се тоа. Дури тоа го кажа и Јовески, ако се сеќавате, дека практично политиката го моделира текстот на закона за да потоа добие нова насока од Медарски и потоа ја смени нели таа изјава. Но суштината е таа. Ако ние продолжиме и понатаму да се правиме и глуви и слепи на ова што ни се случува, затоа ќе бидеме 106-та држава најкорумпирана, затоа ќе бидеме хибриден режим, затоа младите ќе си одат, затоа ќе имаме најмала вработеност кај младите и затоа ќе ни паѓа индустријското производство, затоа ќе биде катастрофа во државата. Мора да се издигнеме над ситуацијата. Никој денеска не е над законот, не смее да биде над законот. Јас ги разбирам, имаат интереси, делат провизии, милиони, се ми е јасно, убав живот, лагоден, но треба да се свесни дека тоа не е она што нас, обичните граѓани, не прави стрекни. Сакаме да се ја видиме државата да не биде напред и просперитетна. Ова што денеска ни се случува се само ретроградни процеси, ништо повеќе, ништо помалку. И тоа нема да го поддржиме. Вчера од ДУИ господинот Бујар Осман изјави дека тоа што е договорено на лидерската средба ќе председателот Пендаровски од тоа нема да отстапат и доколку треба да има некаков друг договор, тогаш бараат нова лидерска средба. Стоите ли вие на истиот став? Апсолутно нема потреба за нова лидерска средба доколку разговараме на тема за одложување на изборите. Изборите се на 12 април, парламентот се распушта кога тоа беше дефинирано 11 или 12 февруари и тоа е за нас завршена тема. И тука нема никаква дилема. Доста ја државме државата во заложништво на политичари кои што практично не можат ништо ново да понудат освен тоа што го нудеа овие 3 години. Криминал, корупција, омаловажувања, понижувања, декаденција, срам, тоа е тоа. Но владеачкото мнозинство ако не дозволи распуштање на парламентот, што во Ќе втурна државата во сериозна политичка криза. Што ќе прави ВМРО? Ќе втурна државата во сериозна политичка криза. Само да разјасниме, ако го прифатат вашето барање за законот за јавно обвинителство, тогаш би биле за одложување на изборите? Апсолутно не. Тоа едно со друго не се поврзани работи. Едната работа со другата, едната работа е завршена, договорена, завршена, утврдена и тоа е за нас тема која што нема потреба да се отвара. Ова е предлог од страна на ВМРО-ДПМН за формирање на експертско тело кој што ќе донесе вистински експертски закон. Дали ние ќе бараме компромис? Апсолутно немаме намера да бараме компромис. Со експертите беше на неколку пати од Министерката за правда
одбивен предлогот тие да бидат вклучени во изготвувањето на решението и ќе се турка најверојатно ваквото решение какво што е. Видете, тоа дополнително ќе ги разочара нашите граѓани. Ако ние со притисоци работиме на емпирика, ако ние со притисоци гледаме дека може секој во парламентот да се притисне, уцени, да му се заканат и така натаму од позиција на сила, зошто тогаш воопшто да организираме избори, зошто тогаш додиме на избори, да нудиме политички платформи, да формираме една монархија, како ќе каже монархот и така да тераме сите. Ние сме демократско општество. Ако овој принцип на закани, на уцени, на притисоци продолжи, тогаш навистина не знам што да кажам. Вие погледајте во најсофистицираните демократии во светот, да не ги именувам поединечно, имате скандали поради телефонско јавување. А камоли па за вакви притисоци и организирани групи од страна на владеачкото мнозинство врз пратеници во рамките на парламент. Апелирам тоа веднаш да престане. Секој да одлучува според собствена волја. Имаат предлог, еве го предлогот, ајде да видиме што ќе кажат експертите, тоа нека биде. Какви скандали се случуваат во светот за телефонско јавување, не па за собиранки, притисоци, вршења и така натаму. Па тоа е недозволиво. Ако оваа пракса продолжи на артифицијално, емпириско собирање на мнозинство, без да се почитува волјата на народот, каков пример ние ќе оставиме пред граѓаните? Зашто зборуваме? Токму во таа насока вчера власта најави дека ќе ги интензивира разговорите со помалите политички партии во собранието, независните пратеници од ВМРО ДПМН, за да обезбеди 80 пратеници за гласање на ваквиот предлог на законот за јавно обвинителство. Ќе дозволите ли таков закон да помине и без согласност од најголемата опозицијска партија? Ваков како што е, согласност нема законот од најголемата опозицијска партија. Дали ќе дозволиме физички, не можеме ние никако да го спречиме овој закон, ако одлучат на сила да го туркаат со кршење на процедури, со притисоци, со уцени врз пратеници, тоа ние не можеме бидејќи со европско знаменце. Бидејќи има процедура во рамките на парламентот, што значи закон со европско знаменце, има процедура како тој се носи. Ограничени се деловнички се ограничени деновите на расправа и комисиска и потоа на второ читање на пленарна седница, така што ние и да сакаме нешто да направиме, не можеме да направиме ако одлучат на сила да го туркаат тој закон. Но повторно апелирам за разум, повторно апелирам да ја почитуваме демократијата, да не оставаме лош пример. Ке се распушти овој парламент, ке дојде нов. Ке се повикуваат секогаш на оваа непримерна пракса. Не треба да му се подчинуваме на барањата на деспотот. Мора да функционираме демократски. Овој закон не нуди решение за справување со криминал од државата, затоа сме луѓе 106 во свет. Не знам зошто тоа не можеме да го видиме. Ова се закони кои што дефинираат заробена држава, правени се за определена група на луѓе да бидат амнестирани и да избегнат одговорност. Затоа до година ќе бидеме 116. Затоа дајте да го направат тоа луѓето кои што знаат, кои што цел живот го посветиле. Оставете ги тие луѓе и лични фрустрации на политичарите. Еве, без да го гледаме, ќе го поддржиме тој закон. Затоа што им веруваме на експертите. Затоа што го посветиле цел живот на тоа. И до година повторно ќе бидеме 106, можда и подоле ќе бидеме. Тогаш нема ни странски инвеститори, нема ни подобар живот и повторно ќе ни се полнат авионите и автобусите со наши луѓе кои што се селат од државата. Затоа што ги разочаруваме, ние политичарите. Каков пример ќе оставиме? Вчера, само што да прашам, вчера како услов од страна на ЗАЕФ беше ставен и законот за одбрана за да може да се распушти собранието. Видете, ако го прашате Зоран Заев, можеби денеска ќе остави законот за опојни дроги, за марихуана и уште некоја лиценца околу неговото семејство да доделим. Се е нема да не зачуди ништо. Вие гледате за каков човек станува збор. 5 години обвинуваше луѓе дека се вклучени во монструозни настани. 5 години лажеше луѓе дека ќе им помогне. За да вчера во еден ден се распрсне сето тоа и најмалку што очекуваше јавноста од поранешен премиер и политичар со голема одговорност да се извини. Да рече, се извинувам, сум погрешил. Тоа што сум го слушал воајерски не сум го слушал, тоа што сум го зборувал
Ете, не сум ја говорел вистината. Најмалку што требаше да направи да им се извини на семејствата на тие луѓе што ги злоупотребувал, на тие личности кои што ги споменувал изминативе години, само за да се догреба до функција. И уште безобразно да изводи, да даде 2000 денари, која патем речено е мојата дневница како редовен професор на факултет. Повеќе од мојата дневница како редовен професор на факултет. И ние за што зборуваме, за каков пример зборуваме? Па тоа е директно подбивање со системот да прави селфи со луѓето кои што ги ослободи, а беа обвинети за масакрот кој што го извршија през тие невини деца. Не ја говореше вистината за Младенов, не ја говореше вистината за Нешковски, не ја говореше вистината за Смилковски. Злоупотребуваше човечки судбини. Си играше со човечки судбини. Најмалку што можеше да направи вчера да се извини. Најмалку што можеше. Повелете други прашања. Ако нема, ви благодарам.